Почитувани слушатели, денес работиме со професорката Катерина Колозова од Институтот за општествени и хуманистички науки од Скопје. Инаку професорката Колозова ќе биде една од учесничките, односно ќе учествува на големиот семинар, односно научна конференција овде во септември, која организира Комитетот за човекови права за Австралија. Професорке, добро утро. Добро утро. Ве побарав заради тоа што меѓу многуте истакнати личности кои ќе настапат овде во Мелбурн по повод 100 годишнината од Букурешкиот договор во организација на Комитетот за човекови права за Австралија на научната конференција која ќе се одржи од 4 до 7 септември, вие ќе земите учество, односно поканете да учествувате. Бидејќи прв пат ви имаме на македонската радиопрограма овде во Мелбурн, Австралија, јас најнапред би ви замолил да кажете збор-два нешто за вас. Па добро, како што ме представивте, јас работам научна работа, пред се во областите на филозофијата, народовите студии, освен до академската работа, работам многу на применети истражувања, емпириски истражувања на теми кои што ја допираат нашата реалност, општествена, меѓународно, тоа што се однесува повеќе до мојата истражувачка и научна активност во Македонија. Меѓународно поактивна, поприсутна сум на меѓународната древна академска сцена со повеќе теориски трудови, главно филозофските трудови мои. Еве во на 27 ден оваа година во Њујорк, во издање на Колумбија University Press излегува моја книга, издавам во други, не знам, кај разни други издавачи, кои што се релевантни за подрачјето на филозофијата, како Edinburgh University Press, Оксфорд и така, таму повеќе на поглавја во зборници и слично. Што се однесува до дома, како што реков, најактивно сум на подрачјето на применетите истражувања. Што значи се занимавам со теми кои што си на сите нас важни, се дел од нашата секојдневија, се актуелни и важни веројатно и за нашата диаспора, бидејќи се однесуваат и на општествени политички прашања, за кои што и тие секако фираат. Така што ете накратко, така би се представила. Можете ли да ни посочите еден пример од тие ваши трудови или теми кои особено би ја интересирала и диаспората? Значи, од применетите истражувања кои што ги работам овде дома, така? Да. Па работиме на различни теми, од не знам, анализа на локални политики за унапредување на родова еднаквост, преку теми за кои се однесуваат на ЛГБТ заедницата, незините права, до разборам за институтот, до теми како што се идентитетското прашање, проектот Скопје 2014, кои што бидејќи се културолошки, културологски теми, е ова последната, или сметам дека е најважно да се постава така, ги работам јас лично, не ги работиме со никаква, како да кажеме, политичко-називачка поставеност, туку ги работиме, се трудиме што е можно најмногу научно, непристрасно. Да сте независни. Извинете, само малку не ме слушнав. Да сте независни во истражувањето. Да, на тоа инсистираме да сме независни, понекогаш ќе кажеме нешто што на едните не им се допаѓа, нешто што на другите не им се допаѓа, но пропагандистички мегафон никаков не сме. Ние сме научници кои што работат применета наука и ги објаснуваат процесите во власта. Може би единственото политичко што нас не обележува е што токму тоа што немаме ништо од манирот на старата, на словенскиот период, која што се ставаше во служба на една или друга вистина, студиите лича на воспевачки трактати
или на плукачки трактати, се едно, научинска вивисекција на прашања и анализа практично и да не постоеше. Баш не знам, во спевачки дискурс, така го викам тоа, но што и тој уште се проликува во голем дел од нашата наука. Значи, тоа што се трудиме да го направиме е да работиме според определени методски принципи, научни предпоставки и дури да не ни се допаѓа резултатот, да дозволиме тој резултат што не ни се допаѓа, таа стварност што не ни се допаѓа, да ја видиме, да се гледаме вистината, колку и да е непријатна. Така што, еве, да речеме, тоа го обележува нашиот приод код нештата што ги работиме, тоа се, ако зборувам за колективни термини за институтот, ако зборувам за мене лично, значи, приодот е секако ист, значи, мојата специфичност е, реков, се занимавам повеќе со културолошките и родов во студиите што таму ги работим. Така, колку години се занимавате со истражување? Јас докторирав на 28 години, не многу години, како се собера веќе 13-14 години практично. Се занимавам од како сум докторирала на 28 годишна возраст или нешто во моите периодот на изработка на докторат, веќе за занимавање со научна работа, од како знам за себе, предпоставам. Професионално во научни установи работа 2000-те. Инаку, кога предавате, односно кога настапувате во странство и во споредба со Република Македонија, забележувате ли некој рад околу предавањето, односно настапувањето на такви научни семинари? Да, огромна разлика. Огромна разлика. Мислам, ние сме... Не сакам да звучам премногу грубо, но нашите трудови пред се, ајде, најголемиот дел, да не генерализирам, секако што реков, во пишувани во манир на фалба, во манир на, не знам, некаква пригодна презентација на нешто што се случува тука, не се влегува во расправа со остатокот од академската сцена, во вистински судир на аргументи и знаења, кои што се од меѓународен ред и треба и се очепостава сите ние да ги владееме, без оглед на тоа од кој агол на планетата доаѓаме. Значи, забележам дека сме затворени во некој автистичен, провинцијален дискурс, дека си пишуваме сами за себе и самите меѓу себе. Многу од сето тоа просто не може да влезе во расправа. Не знам, во таа смисла го викам, значи, едноставно, најлесно е да се игнорира. Добро. Бидејќи, како што реков, не е вистински судир на... Добро, сега ние ве очекуваме на 3-4 септември, односно започнува конференцијата. Вие, професор, ќе се најдете помеѓу личности од светски рангови. Со што ќе се представите овде во Мелбурн по повод 100 годишнината од Букурешкиот договор? Јас напишав еден реферат, еден зборник кој што беше иницииран овде од страна на институциите на државата, за чија цел беше да се изберат аргументи, да се најдат аргументи во прилог на одбрана на нашето право да го користиме уставното име. Многу светски научници придонеса од Македонија јас. Тој зборник се уште не излезен, не знам зашто, но во основа ќе го представам тој труд, каде што главниот се состои во тоа дека правото да се користи името е неприкосновено право, но дека тоа право не се брани со историски аргументи. Аргументи кои што треба да го правиме се аргументи на дискурсот на човекови права,
воопшто не ви треба од дедо Ноја па до денес да оправдате дека сте имале право на името, за да имате право да сте денес. Ако некој колектив се идентификува со определено име, таа идентификација можела, тој избор идентификацијски на име, можел да дојде на најслучајни, мислам, најголем дел од нациите носат сосема случајни имиња. Некој ги нарекол вака или онака од некои комплетно маргинални причини, а потоа тие колективи, да ги наречам, кои потоа се претвориле во продолжиле да го носат тоа име. Како ја знаете приказната за Франција, дека носи германско име или на германски племе или не знам, или Албанија доаѓа од термин кој што римјаните си го користеле за дел од антички Рим, значи па се носи себе си, се препозна себе си под тоа. Значи, Романија некој народ избрал да се нарекува во што се нарекува, може да биде обична случајност, нешто тотално историски не е изворно. Дека името е праизблик на некоја прасуштина, највен примордиализам се вика тоа, ниту постојат примордиални на определен народ, на ниту еден народ, па ни на нас. Секој народ е историска конструкција, значи во определени периоди се дефинирал вака или онака, се менувал лингвистички, бил под такви и такви историски влијанија, се препознал во ова или она, значи не постои праволиниски развој и еднозначна слика. Секој народ се развива со внатрешни контрадикции во собствената историска приказна и недоследности. Ние се обидуваме да измислиме совршено чиста, безпогрешна историска вистина за нас, за да си го оправдаме да го користиме името. Не, тоа не ни е потребно. Сосема е доволно дека ние се препознаваме под тоа име како нација, друга нација на планетама не се препознава под тоа име како нација, со самото тоа според логиката на правото на самоопределување, вие треба да имате право на тоа име. И во трудот се обидувам и да не се релативизира прашање околу името, затоа што сметам дека не е точно дека не ги допира идентитетските прашања, ги допира. Како ги видуваме нештата? Значи било каква промена на името го идентитетот? Секако дека го допира идентитетот. Мислам дека е наивно да се мисли дека не може да го допира. Не можете вештачки да ги издвоите идентитетските од темата на името на државата. Конечно сите не е се повеќе јасно дека не станува спор за име на држава, туку станува спор за име на нација. Според тоа, идентитетските теми, идентитетските аспекти, идентитетските прашања и тоа како ќе бидат допрени. И тоа му е целта, значи, може би не, ако вие се одлучите за прагматично да го промените името на државата, тогаш треба да внимавате, многу добро да внимавате, дека тоа може и може би по автоматизам нужно ќе се одрази на идентитетските теми, доколку да не се обидите да ги затворите, да ги решите тие прашања, да ги заштитите тие прашања. Но да се мисли дека така наивно само абстрактно име таму лебди, па можеме да се измислиме секакво, дека името обична абстракција што лебди и не е дел од стварноста што живееме. Значи, идентитетот е приказка за сам себе. Од тие приказки за сами себе сите сме создадени. Од поединечниот идентитет, не знам, мајка, сестра, не знам што се не можете да бидете идентитетски, до националниот. И, значи, секоја идентитетска приказна е жив наратив од кој што живееме. Ако вие го промените името на нас, значи не зборам за именување на држава, за целта да се промени името на нацијата, вие разнебитувате идентитет. И од прилика тоа е една од елаборациите, значи без да користам никакви историски аргументи, без да раскажувам дека од Александар па наваму имаме право да се викаме, комплет да се викаме како што се викаме, комплет отфрлам таа логика, не ми е потребен никаков
историски аргумент во трудот, користам постструктуралистичка методологија, која што се обидува да објасни како се конструира тоа, дека идентитетите се конструираат околу именувања и дека заради тоа не може да биде бенигна работа, дали ќе му смените на некого име или не. Добро. Не може да биде без последици. Секако човек може да има само една етничка припадност, еден идентитет. Професорке, не би сакал повеќе да навлегуваме во околу она што ќе зборувате овде, не ставиме и за присутните кои ќе бидат таму. Можеме ли на крајот да го завршиме нашето интервју, да ве представам дека вие сте ќерка на нашите познати актери, глумци Ѓорѓи Колозов и Колозова? Да, сум. Еве, мене баш ми е драго, нас ни е баш драго што овде во Австралија имаме можност да ги донесеме Ѓорѓи и Шенка Колозови, меѓутоа еве Катерина Колозов. Не патуваше со авиони, така што немаше шанси. Да, последниот разговор мој кога беше авиофобија и дека не сака не може да патува. Тоа го кажуваше и мајка ви, меѓутоа сакав да го пренесам ова. Да сакав да го пренесам ова заради тоа што вашите родители премногу се присутни во македонските домови во Австралија. Благодарам, ќе го кажам ова на мајка ми, сигурно ќе значи многу. Таа нема, јас сакаше да дојде еднаш или два пати, ма ете, некако не изгледа работите така. Така што ми помета би било задоволство да ги посети нашите таму. И така да ми го слушам тоа и ќе го пренесам сигурно и на неја ќе видам мило да го чуам. Професорке Колозова, ви благодариме на интервјуто, информациите кои ги дадовте и дел од она што со што ставите на големата научна конференција организирана од страна на Комитетот за човекови права за Австралија, која ќе се одржи од 4 до 7 септември. Ви благодариме уште еднаш. Ви благодарам и јас за покана.